Приносот е добар годинава. Колку од хектар? Па добро е, зависи сега од самите површини, некој подобри, некој, али добро е. Оризот е многу квалитетен. Супер. Негде по хектар ќе имаме просек околу 650-700 тука, 600 така. Приносот како принос е релативно добар оваа година. Мислам дека квалитет ќе има добар. Едногласни се денеска оризопроизводителите во оценката на овогодишната жетва на оризот. Поучени од ланското искуство, кога, како што велат, наивно поверувале дека ќе им се исплати од купената арпа, а не добиле ниту денар, сега се со нова стратегија. Моментално ќе чуваме, додека можеме, ќе чекаме цена, пошто сега за сега цената е катастрофа. И почнаат да тактизират од купувачите, не ќе више да зимат. Уценуваат го народо, носат за арпа му негде нудат по 13 динара, на белио ја го симнуват го више 38 динара, бел на Андрејата го симнуват. Тоа е се од преработувачите. Сега ќе чуваме, ќе собираме. Ќе собираме што господа е тоа. Цената 50 со 30 може да иде у предвид. За овогодишната. За оваа годишната реколта. Да. Иначе се што е пониско од тоа се е губиток за земјоделците. Што се однесува до очекувањата за исплата на ветените, но неисплатени интервентни 5 денари за килограм откупен ориз, оризопроизводителите се без дилема. Исплата мора да има. Зошто? Објаснувањето следи. Зелена нафта, едно кило по декар, да кажеме. Со едно кило само не може да ги залитнеме ние ориз, да нели да ги преработиме. Тоа е срамота што се прави. Беше 50%, па 30%, па сега 10% од потрошувачката што трошиме ние за оризите. Во меѓувреме, цврсто остануваат на ставот откупната цена на оризовата арпа да не е под 20 и белиот ориз под 50 денари за килограм. Ако и понатаму надлежните остануваат глуви на нивните барења, протестите ќе се радикализираат. До се беше предувачки, па сега по жетвата одеме генерален штрек. Годинава оризот е застапен на 4000 хектари. Очекуваниот просечен принос од хектар е околу 700 килограми оризова арпа.